Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва сум овде со моиве гости за да го разгледаме проблемот што ни е испречен пред наша држава веќе од 91 година, од времето на нашето осамостојување. Станува збор за процесот на интеграција на Македонија во пошироките европски и светски процеси, но на тој пат имаме една голема пречка, а тоа е проблемот што Грција го има со нашето уставно име. На почетокот дозволете да нагласам дека негирањето на нашето уставно име воопшто не е наивно. За грците помалку, но за западноевропската социокултура многу повеќе. Не е проблем името, туку Македонија и македонците. Денове прочитав еден текст на оваа тема во нашиот печат, во кој авторот вели дека наследниците на Черчил, Рузвелт и Сталин, кои ја скроија картата на поствоена Европа, сега се чуда што да прават со македонската држава. Поради прокламираната нивна демократија, тотално не ја негираат, но затоа често ги тапкаат по рамо Бранко или Никола да прифатат да го сменат името. Размислував зошто е тоа така и сватив дека ако влеземе во тие клубови под нашето уставно исконско име, се плашат дека таму ќе ги ставиме на маса нашето демократско право и нашето демократско право и она што ни е дадено од Бога, да ги ставиме на маса нашите досега нарушувани и пригушувани национални и цивилизацијски права, што ни се узурпирани и ни се одземени токму од таа европска номенклатура во незините национални решенија од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Излезното решение од оваа состојба, авторот на овој текст го дава во 4 точки. Да побараме Европа да ги укине заборавените колонии на незината почва, Пиринскиот и Егејскиот дел на Македонија во духот на општата деколонизација на светот. Да прекинеме со празните надежи за интеграција во евроатлантските структури врз основа на договор со дивите грци. Да се свртиме кон самите себе и Македонија да издигнеме на многу повисоко ниво на економски и цивилизацијски развој. И четврто, да се свртиме кон останатиот свет заради воспоставување на економска и друга соработка, а при тоа, ако е потребно, да пактираме и со црниот ѓавол. Овие тези се повеќе од радикални, но за секој разумен ум прифатливи. За тоа, каде е коренот на оваа состојба? Во оваа дебатна емисија ќе разговарам со моите гости за генезата на овој наметнат спор. Во студиото на телевизија Сонце се професор Аристотел Тентов, академскиот сликар и езотеричар Маријан Ќамиловски, мојот и ваш пријател и познаник од нашиот екран Дардан Венецки и од катедрата за историја на Филозофскиот факултет во Скопје со нас е професор доктор Александар Атанасовски. Бидејќи сум поборник на позитивната борба на мислења, на оваа маса ги повикавме и професор Наде Проева и професор Елеонора Петрова, како и професорот Мирослав Грчев. Како што можете да видите сами, тие не се одзваа на нашите покани. Професорката Елеонора Петрова прво ја прифати поканата, а потоа ја отповика со електронска цивилизирана порака. За разлика од неа, професорката Наде Проева на многу нецивилизиран начин се јави со следниве зборови: "Непочитувано ТВ Сонце, не можете никого да најавувате без негова согласност. Бришете не и од најавата и од учеството во емисијата. И научете ги правилата за работа ако сакате да бидете некаков таков медиум. Иницијали НП." Како автор на емисијава на професорката Наде Проева и вратив порака во која испорачав топли и срдечни поздрави за добро здравје со молба да направи разлика помеѓу повикан и поканет гости. Нивното недоаѓање само илустрира нашата објективна состојба. Не можеме да почнеме диалог внатре, во нацијата, за да го најдеме заедничкото излазно решение за овој екзистенцијално национален проблем. Но да не должам многу, директен повод за оваа емисија е рускиот почасовен филм "Тајните на словенската цивилизација". Предлагам прво заедно со гледачите да го видиме филмот, а потоа ќе се вратиме во студиото за да кажеме што имаме да кажеме. Режија, молам филмот. Етрурски тајни на словенската цивилизација.
Точно пред 100 години, при археолошките истражувања во градот Фест, еден од центрите на минојската цивилизација, бил пронајден овој значаен диск. Со дотогаш непозната писменост, овој диск станал символ на нешто најтаинствено и најмистериозно во областа на историјата на Стариот век, на археологијата и на лингвистиката. Тајната на словенската цивилизација. Генадиј Станиславович Гриневич завршил со одличен успех на Московскиот државен универзитет. Најголемиот дел од својот живот тој го посветил на своето омилено дело геологијата. Тој заради својата професија морал да патува низ целата земја, да се занимава со истражување на земјените богатства, работејќи во најтешки полски услови од Кавказ до далечниот исток. Но неочекувано за своите колеги и за своите познајници, на врвот на својата кариера тој ја оставил својата работа во областа на геологијата, комфорниот московски стан и се преселил во Тверската губернија. Дури подоцна, кога била објавена неговата прва книга, станало известно дека Гриневич повеќе од 20 години посветил на историјата и на лингвистиката. Причина за тоа била жешката тајна на спомнатиот фестски диск. Тој е автор на фундаменталниот труд, основоположен во сите односи на истражување на најстарата писменост на словените. Но тоа било подоцна. Прво тој се посветил на најмистериозните, понекогаш противречни историски документи. Писмо. Подлинно же славяне задолго до Христа. Вистина е дека словените одамна пред Христа и словенорусите, имено до Владимир, имале свое писмо, за што сведочат многу стари писатели. Но според Несторовиот летопис и други се гледа дека словените до Нестор го имале писмото, но тоа писмо или е изгубено или уште не е пронајдено и затоа не е зачувано досега. Нели ќе биде прекорно за славата на рускиот народ, доколку неговото потекло и неговото име се датираат од доцниот период и да се откаже од се старо во кое другите народи ги бараат својата чест и својата слава. Михајло Василевич Ломоносов, генијалниот руски научник, чии откритија во областа на физиката, хемијата, геологијата и географијата светот ги користи и сега. Големиот мислител и истражувач на руската историја направил анализа и ги подложил на најжестока критика теориите на Шлоцер, Бајер и Милер и како вистински научник одговорил на многу важни прашања на историјата за потеклото на словените. Истории происхождения славян. На што алудирате вие? На мојата дисертација за потеклото на русите? Да, имено на неа. Вие ја почнувате историјата на руската држава од швеѓаните, тоест од норманите. Тоа не само што не е научно засновано, туку е навредливо за русите. Вие ги игнориравте податоците од Новогородскиот летопис, трудовите на грчките и на римските писатели, каде што се споменува постоење на словенските предци, што биле управувани од своите кнезови. Многу време пред доаѓањето на Рурик во руските земји. За дисертацијата на Милер се дискутирало во Руската академија речиси една година. Со решението на конференцијата, дисертацијата била забранета. Вознемирен од работата на Милер, Ломоносов бил принуден да се зафати со пишување на старата руска историја, заснована на првичните извори и на уникатните документи од античко време. Колку повеќе Гриневич се задлабочувал во историските документи, се повеќе се чудел за отсуството на системскиот пристап кон анализа на постојаните најважни историски сведоштва. Сепак постојат извори, историски извори, од 5-тиот до 10-тиот век, кои сведочат дека словените го имале писмото. Например, да го земеме познатото дело Описменех од Црноризец Храбар, бугарски монах кој живеел меѓу 9-тиот и 10-тиот век. Тој уште во тоа време пишувал дека словените немале книги, но сепак имале свое писмо. У славян, значит, книг не было, но чертами, резами, чтяхую и гадаху.
Во последно време се појавија доста сериозни публикации и научни истражувања на историчарите и на лингвистите, кои посочуваат на постаро формирање на словенското заедништво и на појавување на писмото на поширока територија на раселување на словеноариите, древните руси и на нивното влијание, на појавување на најстарите култури на другите народи, кои ја потврдуваат и арктичката теорија на Тилак, истражувањата на Ломоносов, Татиштев, Класен и на други. Посебно место заземаат трудовите на истакнатиот научник академик Рибаков. Особое место занимают труды выдающегося ученого академика Рыбакова. Первичное расселение славян, но точно называют условно прародины славян. На Украине, в восточной части Украины существует... Во Украина, или поточно во источна Украина, постои така наречената Черњахова археолошка култура. Борис Александрович Рибаков настојувал дека тоа е словенска култура, но сите други научници, специјалисти, тие што се интересирале за таа култура, сметале дека таа култура е германска. Тие се засновале врз фактот дека артефактите на Черњаховата култура имале надписи и на Рибаков му враќале со тоа дека словените не можеле да имаат писменост и затоа Черњаховата култура не можела да биде словенска. Поэтому это не может быть славянская култура. Черњахова култура. Од вториот до петиот век од нашата ера, на изворна словенска територија, од средниот тек на Днепар до Дунав, се утврдила државата на антите, кои одамна живееле во народно властие и се спротивставувале на навлегувањето на готите. Јас пресметав повеќе од 100 знаци. Доколку во писмото постојат повеќе од 100 различни знаци, значи тоа не може да биде буквено писмо, затоа што, например, во современото наше писмо, ние имаме 32 букви. Во глаголицата имало 43, а овде има 100 различни графички знаци. Поскольку в буквеном письме обычно вот в нашем Значи, ние имаме работа не со буквено писмо, туку со слоговно писмо. За мене е апсолутно јасно дека Борис Александрович бил во право. Сотня различных в графическом отношении знаков. Значит, мы имеем дело не с буквенным письмом, а со слоговым. И мне совершенно ясно, что Борис Александрович был прав. Работата на Гриневич е сложен и обемен труд, на макотрпно собрани и обработени писмени документи. Надпис на новочеркаската баклица, што би еда не бегла как вода, бесу взјаши за два бока пејсие. При споредување на знаците од типот цртички и рецки, со кирилицата и со глаголицата, на бугарската и на хрватската пронајдени се 23 знаци слични по форма. На тој начин, Кирил ги прифатил знаците за својата азбука од постарото словенско писмо. Процутот на старата триполска култура паѓа на 3-4 илјадолетие пред нашата ера и ја зафаќа територијата од Днепар до Дунав. Земјата засеана нива била асоцирана со жената. Одовде е поклонувањето на мајката извор на се што е постојно, божицата Лада. Триполците били искусни земјоделци. Само од пченицата имале 4 вида, а да не зборуваме за другите житни култури. Во сложените орнаменти со кои се украсувале керамичките производи на триполската култура има одразување на светот, на неговото тројство. Зад надворешната префинетост на линиите на орнаментите се криело целото знаење за законите на небесната механика, за раѓањето на ѕвездите и за движењето на галаксиите, а разбирањето на животот на Вселената и местото на пратататковината во космичкото заемно движење на планетите. Кај нас во Украина постои апсолутно уникатен феномен за цела Европа, а може би не само за Европа, туку и за целиот свет. Тоа е триполската населба Гигант. Триполские поселения Гигант. Тоа е населбата Таленки, која зафаќа 4,5 квадратни километри. Благодарение на магнетните истражувања, ние одредивме дека на таа територија имало 2700 живеалишта. На этом поселении было 2700 жилищ. За жал, за сега се откриени само 31. Користејќи ги различните пристапи кон демократските истражувања, може да се предпостави дека на таа територија живееле од 8 до 12.000 луѓе.
Според бројот на жителите, триполските населби го надминувале Киев за време на владеењето на Јарослав Мудри. Пред 4000 години триполците граделе двокатни живеалишта со цврсти зидови со дрвени конструкции. Тоа не беа глинени згради, тоа беа дрвени, двокатни и трикатни, што не е карактеристично за сегашна Украина. Тоа е карактеристично само за Карпатскиот регион. Это характерно для Прикарпатия и Закарпатия. Кстати, название рек Значи имињата на реките во Карпатскиот регион, во русинскиот дел на Украина, апсолутно се идентични со имињата што постојат во реони на Велики Устјуг, Тарновски или Тотемски. Во тие локални региони постојат цели комплекси со идентични имиња. и именно конкретно вот в этих локальных регионах. Наиболее, как говорится, характерная для трипольской культуры планировка. Најкарактеристично планирање за триполската култура е планирањето во круг. Располагаются как бы по кругу. Живеалиштата се граделе во круг, со тоа што задниот зид без вратите бил свртен кон надвор, а предниот зид со вратата гледал кон внатре. А дверями внутрь поселения. Врз истиот принцип се засновани градбите на Аркаим, уникатен град, обсерваторија, кој е пронајден на Јужен Урал. На Јужном Урале. Стоунхендж, родениот брат на Аркаим, според структурата на градење се наоѓа во иста паралела со него, но на југот на Англија. Што е тоа? Неверојатна случајност или закономерност? О том, что Триполците со својата култура биле на повисоко ниво од другите народи. Тој факт не предизвикува сомнежи кај никого. И триполците исто така имале свое писмо. На керамичките производи има големо количество одделни знаци. Одиночных знаков. И они, эти знаки, собраны, сгруппированы, их там... Тие знаци се собрани и групирани и нивниот број изнесува повеќе од 100 или околу 150 знаци, а можеби и повеќе. Тоа сведочи дека тој тип писмо било слоговно. Но најинтересно е тоа што ако тие одделни знаци јас ги споредам со знаците на фескиот диск, тие во графичкиот израз се апсолутно идентични. Според тоа нема никакво сомневање во однос на триполците. Тие го имале своето писмо. Так что все, что касается Триполи и наличия письменности, это без сомнения совершенно. Познато е дека триполската култура во второто илјадолетие пред нашата ера претрпела страшно разурнување. Прашањето е, зошто триполците кои итно ги напуштиле своите населби, ништо не понеле со себе? Тоа е загадка до ден денешен. Словените не се раселувале по земјите постепено, туку се преселувале на бранови како птици од еден крај во друг. Можеби затоа грците ги нарекувале штркови пелазги. Познато е исто така дека во третото илјадолетие пред нашата ера прасловените во своето движење од Триполи на југ достигнале до Пенџаб и до Инд, каде што создале една од најголемите прото-индиски култури врз чија основа се развива културата на древна Индија. На основе которой поднимется культура древней Индии. Во 1903 година познатиот индиски научник Бал Ганgadhar Тилак ја напишал својата книга Арктичката татковина во Ведите. И затоа што тој бил брахман, имал пристап до светите текстови. Имел доступ к священным текстам. Кога тој ги проанализирал Ригведа и Авеста, пронашол дека таму се анализираат такви појави што не се можни појужно од 56-тиот степен северна географска широчина. Тоа е движење на звездите во арктичкиот реон. И при полярие. Это полярное сияние. Тоа е поларна светлина, тоа е година поделена на две. Половина година е ден, половина е ноќ. Тоа е опис на пролетно топење на снеговите. Тоа е такво количество географски и астрономски појави што не постојат во Индија. 7 звезди на големата мечка, според Ригведа, секогаш се наоѓаат високо и имено тие се движат во круг околу звездата Северница. И овој круг може да се види само во арктичкиот реон, само во северните региони. Только в Приполярье, вот в этих северных регионах. На територијата на европскиот север се зачувале голем број имиња на реки, езера, кои може да се преведат само од санскрит. Еве видете, Олонецката губернија, таму тече реката Шива, близу до неа реката Ганеш, а во близина реката Падма, што значи Лотосова, плюс 3 реки Ганги, 2 ганги на територијата на Архангелската област, Вологодската река Сухона се преведува од санскрит како лесно преминлива.
Уште во 17-18 век во Индија бракот во невисоките касти се сметал за незаконски ако записот за него не бил направен на кора од бреза, береста. При тоа во самиот санскрит постои поимот нахчитам, што значи непрочитано, од што може да се заклучи дека требало да знаат да пишуваат. Еве Кирил и Методи, дали тие ја создале словенската азбука или пред нив постоеле цртички и рецки кои ги користеле за пишување на кора од бреза, береста. Количеството на тие надписи на протоиндиската култура е огромно. Јурий Кнорозов, кој се обидел да го дешифрира протоиндиското писмо, пишувал дека санскрит е точно повторување на протоиндискиот јазик. Протоиндийское письмо, он писал о том, что санскрит является калькой. И сега можете да замислите каква е врската. Сите се чудат од каде во санскритскиот такво количество словенски зборови и во исто време тврдат дека тоа е точна копија на протоиндискиот јазик. Значи, оригиналот бил словенски. Это калька с протоиндийского. Значит, оригинал был славянским. Професорот Шарма, одговарајќи на прашањето кои од јазиците ги смета за најблиски, без да размислува ја посочил блискоста на рускиот јазик со санскритскиот. Меја кажувал дека рускиот јазик, словенските јазици се индоевропскиот јазик во неговиот природен развој. И овој јазик, според номенклатурата, што е во неговата основа, се развивал овде, на север, тоест некаде околу Приполјарие. Тоа е нормално. Природно е корените на многу нешта да се бараат токму овде. Нас, на пример, не чуди дека холмогори се наоѓаат на такви острови како Кхур и Наль. Иако во Махабхарата предците на арииците се нарекуваат Кхур и Наль. Критската држава, господарката на Егејското море, се наоѓала на врвот на својата моќност, кога до Крит дошло експлозивен бран на вулканот Санторин, предизвикувајќи големи разурнувања. Островот бил покриен со облак од пепел. Остров накрыла туча пепла. Градовите на Крит се претвориле во урнатини, а островот станал безживотна пустина. Жителите на Крит го напуштиле островот. Научниците дојдени кон крајот на минатиот век, ништо не ги потсетувало на минатата моќност на островот Крит. Палатите биле покриени со земја, а врз земјината површина се наоѓале сиромашни куќички. Затоа понеочекувано и позначајно станало откритието на археологот Артур Еванс. Великолепниот дворец на управителите на Кнос се појавил пред зачудените очи на археолозите. Но уште повпечатлив бил архивот на дворецот во Кносос, каде што се чувале стотици глинени таблички покриени со непознато писмо. Првиот што се обидел да го дешифрира критското писмо бил Артур Еванс. Но тој не отишол подалеку од формалната анализа и се ограничил само на класификација. Неговата работа била продолжена од англичанецот Майкл Вентрис. Се појавила наука за дешифрирање на критското писмо, викинологија, но сепак разбирливи текстови по сите обиди за нивно дешифрирање немало. Практически не было. Тие текстови не можеле да се преведат. Со дешифрирање на критското писмо се зафатил Гриневич. Почнувајќи од барање извор на писмото од типот цртички и рецки, тој поаѓал од тоа дека авторите на критските надписи пелазги биле протословени. И на Крите, значит, в свое время, это 2000 лет тому назад... И на Крит во свое време, 2000 години пред нашата ера, постоело писмо со оригинален тип и организација на писмото, што специјалистите го нарекуваат егејски целибариум. За тој егејски целибариум е карактеристично тоа што има отворени слогови. Со егејскиот целибариум е направен познатиот загадочен и мистериозен фески диск. Егейским целибарием выполнен знаменитый и загадочный таинственный фесский диск. Уникальное сокровище Крита. Уникатни се богатствата на Крит, пронајдени во дворецот на градот Фест. Овде, во 1808 година, при археолошките ископувања бил пронајден образец на дотогаш непознато писмо Фетскиот диск. Постоеле многу обиди за дешифрирање на фетскиот диск. Како клучки користеле јазиците грчки, хетски, ликиски, коријски, па дури и семитски.
Джон Чедвик, искусен шифрант, рекол: дешифрирањето на тој надпис ги надминува границите на нашите можности. Но најзапрепастувачки беше кога јас почнав да споредувам поединечни знаци. Значи изедов таблици на линеарното писмо А и линеарното писмо Б од фетскиот диск. И споредував со знаците цртички и редски. Очень большого числа знаков. Видов наполно совпаѓање на голем број од знаците. Некаде околу 80% од знаците беа нацртани на ист начин. И получается, что Крит, это я говорю, это где-то... Произлегува дека критската култура околу второто илјадолетие пред нашата ера била создадена од словените. Критская култура была создана славянами. И јазикот на кој тие зборувале според граматичките и лексичките форми бил многу близок на старорускиот јазик. Древнерускому языку. Зад витрините на Ираклионскиот музеј остана теракотната симфонија на старото индоевропско знаење. Сончевата суштина што е искусно шифрирана во геометриските орнаменти и фигури. Духовна и генетска врска на прасловените со Творецот. Длабоко разбирање на божествената природа на Вселената се пренесувала од поколение на поколение, со постојано наследување на традициите на северната прототатковина. Вот здесь вот орнаментальные ряды, которые вы встречаете и в Триполи. По 4 свастики, сведенные вместе, они присутствуют очень часто в Северном. Овде можете да видите редови од орнаментот, тие што можете да ги забележите и во Триполи. По 4 свастики, кукести крстови споени заедно. Тие многу често се присутни во северноруските орнаменти. Веројатно тие се поврзани со стара аскеза на 5 огнови. Кога жрецот, очекувајќи го доаѓањето на сонцето, застанувал меѓу 4 огнови во вид на кукести крстови, се сметало дека 5-тиот оган е тој самиот. Родилките еве ги, еве глава, по 2 пара раце, значи 4 раце, 4 рачни божици и богови на словените. Ние се сеќаваме дека во ветската и авеститската традиција, од првите бранови на индоевропската емиграција на азискиот континент, представата за некој творечки почеток била како за родилката, кравата и дрвото со златни лисија истовремено. И најнакрај погледнете го овој орнамент. Каква сложена композиција направена од некоја селанка во 19-тиот век, по шема слична со орнаментот од пред 20.000 години. В 19 веке гризовецкой крестьянкой. И интервал между ними больше 20 тысяч лет. А орнаментальная схема все равно сохраняется. Во раната пролет 1828 година, за време на орање, еден зеланец од Тоскана ја пронашол оваа етрурска гробница. При светлина од факелите, археолозите здогледале сводови, што воделе длабоко внатре. Значи античката Етрурија се појавила пред нивните очи, таква како што била за време на нејзиното величие. Така полузаборавената стара цивилизација неочекувано се открила пред луѓето 20 века по нејзиното гинење. Најстарите споменици на писменоста на Апенинскиот полуостров се на етрурците. Етрискум нон легитур, така кажувале римјаните, што значи етрурско не се чита. Кои биле етрурците? На кој јазик зборувале тие? Работејќи со етрурските надписи, Гриневич открил дека и во етрурскиот јазик постојат голем број знаци. Нивниот број достигнувал до 100 и тоа одново укажувало на слоговно писмо. И это вновь указывало на слоговое письмо. А самое же поразительное было в том, что највпечатливо беше тоа што ние кога одново почнавме да споредуваме цртички и редски, критски знаци, знаци на протоиндиското писмо, со етрурските надписи, тогаш забележавме целосна графичка идентичност. Нивната содржина беше бескрајно јасна и ние одново се сретнавме со нашиот јазик, условно наречен прасловенски, но јас во наше време би зборувал како за праруски јазик. Условно называем прославянским, хотя я бы на сегодняшний день говорил, что это прорусский язык, в общем-то. Во сегашно време има повеќе од 10.000 етрурски текстови. Надписот на бронзено огледало содржи мудра напомена.
Гибелта е во богатството, кој ја разурнува силата. Живеј во рој. Кој ако не јас ќе ги заштити твоите живи, а не мртви? Вака звучи надписот што е испишан на шлемот. Во почетокот на нашата ера постоел речник на Стефан Византиски, во кој било апсолутно јасно напишано дека етрурците биле словенско племе. Веќе во 10 век пред нашата ера, културата на етрурците била формирана. Градови снабдени со водовод и со сите комуникацијски системи, рударство, обработка на метали, совршена керамика, се зборувало за високо развиет искусен народ. Инструменти, префинето оружје, чадори, сето тоа било најсовршено во Средоземноморието. Тие канопе, кои биле наменети за ритуално погребување, може да се сретнат низ цела Италија и имаат карактеристики на многу познати сакрални орнаменти на рускиот север. Првите ископувања почнале во почетокот на 18 век. Пронајденото ја потресувало имагинацијата. Таа култура познавала толку многу од тоа што порано се припишувало на генијалните изуми на римјаните. Се покажа дека Рим имал предисторија и тоа каква. Пред 2000 години етрурците владееле со поголемиот дел од Апенинскиот полуостров. Тие биле владетели на западните морења и безгранично владееле на целото Тиренско море. Старите римјани ги нарекуваат учители на Западна Европа, а учител на учителите биле етрурците. Господинот Ланфранко Северини 35 години работи во Етрурскиот археолошки музеј во градот Тарквинија. Тој ни ја објасни суштината на соларните знаци и генетската врска на етруците со словените. Масимо Палатино, големиот италијански етрусколог, одамна напишал за тоа во своите научни трудови, но и ние не останавме должни, кажувајќи за потеклото на старата италијанска фамилија на Северини. Во 1926 година, истакнатиот руски археолог Городцов пишувал дека руските орнаменти со куки крст и други доаѓаат не од Индија, не од Грција, сето тоа доаѓа од палеолитот и се чувало до сега во орнаментите на севернорускиот вес. Вышивки и качестве севернорусских крестьянок, и какая ясная, какая чистая память. Познатиот истражувач на орнаментот Иванов кажувал дека посебни елементи на орнаментот може да се сретнат кај различни народи, но таквите комплицирани орнаменти, килимски орнаменти, може да бидат само резултат на генетската поврзаност на народите. Дури Стасов во 19 век пишувал дека тоа е поврзан текст, тоа е напишана мелодија, не само за очи, туку и за ум и за чувства. Старото писмо како патоводна звезда кон сваќање на тајните на словенската цивилизација осветлува со светлината на знаење на заборавените традиции на нашите предци. Како духовниот тестамент од лабочините на илјадалетијата нам ни носи разоткриено послание на Петскиот диск. Што уште ви даде Господ? Место во Божиот свет. Минатите конфликти не ги сметајте. Местото во Божиот свет, што вам ви го даде Господ, заобиколете го со тесни редови. Бранете го деноноќно. Не место, туку волја. За неговата моќ работете. Живеат уште нејзини чеда, знаејќи на кого тие се во Божиот свет. Будем еја мы в этом мире Божьем. Видовме што видовме. Сега првото прашање како вовед во разговорот за тајните на словенската цивилизација. Колку што јас разбрав од филмот, што сите заедно го видовме, словените дошле од зад Карпатите, но гледано од Киев и од Москва. Или поточно, миграциите се одвивале од југ кон север и североисток, а не обратно. Дали су во право? Професоре Тентов.
Но да. Имав прилика некаде 2008 година да учествувам на првиот конгрес кој што се одржа во Санкт Петербург со тема предкирилска писменост и предхристијанска култура кај словените, каде што оваа тема беше начната, каде што имаме и представник од медиумите во Македонија, каде што е се филмувано и претпоставам дека ќе дојде ден тоа да го објавиме на медиумите, каде што учесниците на тој конгрес дојдоа до еден заклучок кој што може да се сублимира вака, дека таа без зборови на идејните творци на конгресот, дека Европа ја краде словенската историја, а пример е за тоа моментално како Грција краде македонската историја и дека според нивни сознанија преселба имало, меѓутоа никој не го менува, нели, своето место на живење ако за тоа не е присилен и ако не се наоѓа во животна опасност. За тоа сведочат и сега веќе објавените книги од така наречената тајна царска руска библиотека или мислам од литовската библиотека, како што има повеќе во науката нешто се каже. Професорот ќе ми исправи ако нешто сум сгрешил, се извинувам однапред. Во кој што исто така се тврди дека во вториот век пред новата ера голем дел од населението од Балканскиот полуостров, кој што со векови живеело таму, под присила на и опасност по живот од страна на римјаните, ги напушта своите вековни огништа и оди преку Дунав на подрачјето на Киевска Русија и Москва. Се надевам дека и овде ќе имаме прилика да ги добиеме тие книги некако и дека ќе нашите институции ќе имат можност тоа да го проучат, како што го направија и германците, кои што многу озбилно придоа на овој проблем и користејќи го фактот дека Баварската универзитетска библиотека некаде во декември ја добива целата таа библиотека како прв оригинален примерок кој што е реставриран и така натаму од оригиналот, да не должам многу, организира една голема конференција од 7 до 11 декември 2011 во Минхен со тема сознанијата кои што во рамките на историјата ги даваат текстовите од тие книги. А потоа, нели, во тие книги се кажува дека потоа потомците на тие доселеници од вториот век пред новата ера, некаде почнувајќи од 4, 5, 6 век, се враќаат дел од нив назад. Дардан Венецки, повелете ги. Добро вечер за домакинот и за гледачите на телевизија Сонце. Би сакал јас да дадам еден мал свој прилог. Гледајќи го овој филм, што забележав? Забележав дека според искажувањата во него, словенската цивилизација постои и пред 6 век, а словенската писменост и пред 9 век. Пред нашата ера? Не се зборуваме за новата ера. Значи, пред 6 век и пред 9 век. Затоа што досега, според важечките теории што нас овде ни се пласираат, како во јавноста, така и во образовниот систем, словените се појавуваат на историска сцена во 6 век, а писменост добиле во 9 век од времето на Кирил и Методи. Ние од овој филм сега гледаме дека цивилизацијата словенска се разбира под друго име, пред 6 век постои и словенска писменост. Друго што забележав дека оваа словенска цивилизација која што ја третираат научниците од Русија, Белорусија и Украина, е многу сродна, многу слична со она на ведите, со ветската, со виндите, со етрурците и со цивилизацијата открити Микена. Многу слично и писмото. Писмото што го открива Гриневич, според овој филм гледаме дека е тоа слоговно писмо. Слоговно писмо е и писмото од каменот на Розета што го обработуваат нашите учени Тентов и Бошевски, меѓутоа затоа тие ќе зборуваат малце повеќе. Значи јас и тука откривам една идентичност. И ова писмо е слоговно. Што друго забележав? Забележав дека нас македонците и воопшто пелазгите од Балканов сме изоставени во овој документарец, освен ако не се чита и не се разбере нешто посредно, бар како јас го разбрав. И нешто многу значајно што забележав,
да како и овде, како и со маите, како и со македонците, западната наука практично не признава словенска цивилизација пред 6 век и не признава словенско писмо пред 9 век. Видовме од документарецот, историјата на Русија се врзува за шведите, а писмото се третира како германско, затоа што едноставно западната наука смета дека словените до 9 век немале писмо и тоа писмо што е најдено на територијата на Русија, на Белорусија, Украина не може да биде словенско. Многу чуден однос, меѓутоа многу аналогија со другите негирања што ги наоѓаме низ светот. Познато ни е дека маите инките се уништени, тоа физички ликвидирани од цивилизираните европјани, меѓутоа во 19 век со археолошките ископувања и пронајдоци видовме страотна една цивилизација, страотни градби, писмени дела, до тогаш невидени и незабележени. Иако нив ги представува како диви, уште малку човекојаци, како човекојаци ги представија. Слична ситуацијата и на Балканот. И ние, македонците и воопшто словените на овие јужни простори, се представени како дојденци на трапници, освојувачи на овие простори, диви, едноставно варвари. И тоа гледаме што се случува сега во крајот од 19 век, односно на крајот до 19 век, почетокот на 20 и посебно сега, после самостојувањето на Македонија, од 91 навака извираат мноштво докази од кои се гледа цивилизацијата, писменоста, културата на народите кои што живееле на овие простори. Затоа јас сакам нешто да кажам и повеќе. Оваа цивилизација што е представена во овој документарец е цивилизацијата на пелазгите или пеластите или според мене многу поточно беластите. Бидејќи во словенската фонетика тоа е беласти. Грците мислам дека немаат во својата фонетика буквата Б, па пишуваат и изговараат П. Оттаму доаѓа пеласти, а не беласти. Тоа се белите луѓе. Значи, целата оваа цивилизација, ако ги земете античките, односно древните извори, кои што некои љубат да ги нарекуваат и антички, тоа е цивилизација на пелазгите. Нема автор кој што не ги спомнува пелазгите. Гледаме дека се тие на целиот простор на европскиот и азијскиот континент, вклучувајќи од Крит до Балтик. Словенската цивилизација е всушност цивилизацијата на беластите, на пеластите, на пелазгите, кои по својата етногенеза се венети. Затоа вие до 6 век од Крит до Балтик имате една популација наречена венецка, значи живеат венети. Затоа во финскиот јазик името на Русија е Венија, во естонскиот е Венелаинен. Затоа ние имаме Венецка река како десна притока на Бистрица кој извира под Олимп. Венецка река имаме, тоа е рекичко уствари во планините во Кочанскиот крај. Затоа Јадранското море на множество мапи е представено како Венецки залив, со најубавиот град Венетија или како што ќе запише Тит Ливи во своето дело од основањето на градот Рим, затоа што го изградиле венетите, бегалците од Троја, кои преку Македонија доаѓаат на Апенинскиот полуостров и таму се населуваат. По нив и целата област, целата северна Италија се нарекува Венето. Значи, венетите не се тука. Мене ми е жал што ценетиве професорки вечерва не дојдоа тука. Сакав да им поставам некои прашања. Тие се ги држат ресорите кои што се многу значајни во откривањето на етногенезата на македонскиот народ. Сметав дека ќе може да одговорат нешто за венетите. Тие досега ништо, бар ја не сум сретнал во своите дела, не само кај нив, и кај многу други професори, нити збор за венетите. А тоа е цивилизација која што екзистира од Крит до Балтик. Во 6 век исчезнува, во исто време, во исти тој 6 век, од Крит до Балтик се појавува една нова популација, словени. Сакате да кажете дека има некој дисконтинуитет? Па фала Богу, не може една популација по моја слободна проценка, тоа за да се покри еден таков простор треба 100 милиона популација. Може да грешам, нека ме исправа. Меѓутоа во исто време на тие простори се појава нова цивилизација словени. А од каде и како? Според моје лично мислење, овде ќе изнеца моје лично мислење, тоа е популација која во 6 век се применува. Никој не го негира доаѓањето на словенски маси во 6 век. Меѓутоа тие се минорни и не може да влијат на етничката структура. Меѓутоа и да дојдат тие доаѓаат како свој кај свој. Она население што беше од Таде Дунав, по поставувањето на границата на Дунав, кое што остано незаштитено во 6 век од налетите на аварите, татарите, монголите и други,
Тоа само едноставно пребегува и си доаѓа кај своите и ги населува овие простори. Меѓутоа, истата таа популација венецка, топонимијата што оставива венетите, целосно е венецка. Во 6 век преименувана во словенска. Римјаните кога дојдоа во овој век по бројните востанија, па и Византија тоа го прави истото, значи од 5, 6 век, 7 век, не нарекоа склави, едноставно робови. Робски народ. Значи, од тоа произлегува и името Слави. Мислам дека некои народи доброволно си го прифатија тоа име Слави, бидејќи значеше нешто што за тие народи беше прифатливо. Славен, значи народ што ја пренесе славата на писмото, културата, митологијата, религијата и така натака, најголемите цивилизацијски придобивки. Добро, вака, да не... Самото име Словенија, ако се разлучи, се добива Сло и Вен, поклоници на слонцето од генот на венетите. И тоа за нив е прифатливо. Меѓутоа, мислам дека за нас македонците не е. Ова парче земја, па и оние делови што сега се наоѓаат кај нашите соседи, од секогаш до 1913 година се нарекувало Македонија. Ние никогаш не сме се нарекувале себе си поинаку. Освен ако некој со сила кој што не поробил, па ќе наметнал некој друго име. Секогаш себе си сме се нарекувале македонци. Ние немаме потреба сега да го менуваме. Да го менуваме тоа името. Професорот Танасовски, што македонци. Што вие можете да кажете на оваа тема? Видите, јас прво да ги поздравам гледачите на вашата телевизија. Прв пат сум учесник овде и го прифатив повикот точно како предизвик. Ме заинтригира филмот и дојдов до заклучок дека барем за мене не е новина во историската наука, бидејќи е базиран на една теорија, поточно на најстарата теорија во поглед на потеклото и прататковината на старите словини. Енигма е до ден денеска на вистина потеклото и прататковината на старите словини, зборувам во историска смисла, и моментално се познати оние 3 основни теории, од кои што најстарата теорија е токму оваа која што е одбележена за прв пат во еден древноруски летопис, повест современих лет, тоа од 12 век, и авторот на тој летопис прататковината на сиот народ ја лоцира според Библијата, нели, во предна Азија, и ги дели народите на 72 јазика, меѓу тие 72 јазика го вбројува и словенскиот. И вели дека по известно време, сега не кажува точно кога, тие преминале во Европа и се населиле по течението на реката Дунав. И вика, оттаму потоа се раселија на сите страни. Е сега, кога дошле тука и како дошле и колкав простор заземале, не кажува авторот. Интересно е што он потврла причината за раселувањето од Дунавскиот басен кон Русија, бидејќи е летописот руски. Тој наведува една причина дека тоа бил нападот на власите што го извршиле на словените. Тука историчарите сметат дека настанува една архаизација и дека е одразена војната меѓу Византија и русите од крајот на 11 век, и авторот е вметнал власите, ги нарекува фактички русите, и таа теорија фактички доминира и во западноевропските истории се до 1902 година. Значи, за таа балканска или дунавска теорија зборуваме, дека од тука потекнува таа словенска цивилизација. Нешто пред 1902 година се лансира уште една теорија. Таа е одбележена во една баварска хроника од 13 век, така наречена сарматска теорија. Многу е слична на ова балканската. Исто вели дека предците на словените живееле во предна Азија, потаму се населиле по северното крајбрежје на Црното море, а оттаму се расшириле во другите правци. Тоа се теории на што е официјална. Да, тоа е баварска хроника, е од 13 век напишана.
Сега, тргнувајќи од тие две теории, Шафарик во неговата книга настојува да ги побие и тој ја ласира таа пансловенска теорија дека сите оние народи фактички потекнуваат од зад Карпатите, односно дека се тука некаде околу малите Карпати живеат и од тука дека се раселени. И тргнувајќи по неговата книга, Љубор Нидерле, чешки археолог, 1902 година објави неговата книга Словенске старине, преведена е на Словенске старине, иначе Словенске старожитности. И Љубор Нидерле се обиде фактички да ја собори онаа прва теорија, балканска или дунавска теорија, и голем број на научници се поведоа по резултатите што тој ги представи тука, иако да бидам искрен, некои податоци што тој тука ги дава како аргументи мене не ми личат на словенски во поглед на археолошките наоди, зборувам на оружјето, на оклопите и така натаму, тие повеќе личат на германските него на словенските, но дава една карта за прататковината на словените и според таа карта соседи на словените на југ се фактички тракијците, ваму се во Азија иранците, на север горе германите и ваму на Балкано на запад илирите. Значи ги сместува во еден поширок простор на Европа, иако во текстот тоа не го пишува. Значи на самата карта така ги представува. Тракијците им се соседи, знаеме ние тракијците каде се. И ако се има тоа предвид, и ако се земат и податоците на изворите од периодот, претежно ние малку сме кубуриме со тие извори, скудни се доста за најраната историја. Фактички они вести што ни ги дава Амиен Марцелин, што ни ги дава Тацит, или што ни ги дава Плиний Постариот, или што ни ги дава Исидор Севилски, пак ги сместуваат словените тука некаде, или се на левата страна на Дунав, или се пошироко во таа област, меѓу Новиетум, езеро Мурсијанско, Данастар, Висла и така натаму. Мурсија е Осијак, да се разбереме. Тоа е езеро Мурсијанско, некој смета дека е Балатон во Унгарија, некој смета дека може би имало езеро поблиску до денешен Осик, старото име на Осик е Мурсија. Таму вели Мурсијанско езеро. Ова што досега го елаборирате, фактички нема допирни точки што го зборише Тентов и Дардан Венецки. Јас, они зборуваат за античкиот период. Јас не навлегувам во античкиот период. Јас ви кажувам за изворите во средниот век, за периодот за кој што јас работам. Ќе се навратиме повторно. Извинете што има едно друго тука што јас сакам да го потенцирам, што станува енигма и што е до ден денеска тајна. Времето на преселбата, некои движења имал. Има аргументи и за тоа што го зборуваат колегите, дека имало движења од овде на север, тоа не се негира, во еден период има аргументи кои што кажуваат изворите, претежно кажуваат за обратен правец движење. Сега, ако гледате, зависи од која страна гледате. Ако тие словени живееле на тој поширок простор, факт е дека при тоа движење на исток некои и од оваа страна на Карпатите отишле кон Русија. Тоа не можеме да го негираме. Добро, јасно. Да. Чамиловски, вие се извинам. Што имате да кажете на оваа тема од аспект на вашите истражувања до сега? Јас не можам да се наречам себе професионалец, нити па тоа што сум го објавил дека е истражување, че јас и колегата со кој заеднички ја објавивме тој роман Розата од вода, фактички едно филозофско спекулативно дело, кое што требаше да покаже врската помеѓу ветското учење и енормната присутност на ветски термини во македонскиот јазик и воопшто во словенските јазици. Да објасниме за гледачите што се веди. Веди се најстарите познати пишувани списи во историјава на цивилизација, односно религиското учење на древните индоариевци. Односно у филмот фино ги нарекоа русоариевци. Значи, за мене е битен овој документарец, затоа што тие шпекулации кои ние ги ставивме таму, фактички академикот Гриневич многу фино ги покажа. Значи, он исто
покаже тоа наше тврдење кое овде беше драстично изнегирано. Дури романот Розата од вода е дел од докторска дисертација на господин Атанас Вангели као пример за македонски национализам и слично. И токму таа врска меѓу словените и ветското учење, он ја истакнува као пример за екстремен национализам кој не сме да биде доведуван. Значи тие не сме да има гласност, а? Да, практично он си направи докторска дисертација негирајќи ги едни очигледни факти дека клучните термини од ветското учење. Дайте ни некои примери за тие клучни моменти. Па на пример сличноста на не сличноста него по форма и по содржина зборот Буда кој е од источноазицките учења, што значи разбудениот, е фактички словенски термин, значи буден. Буквално тоа е истиот збор, или веда, као воведение, проповеда, заповеда, тие генерички низи кои постојат во ова. Све се тоа јасно покажува дека е тоа енормно голема, смислам сега кратко е време да се навраќам на поголем број примери, меѓутоа они се присутни во јазикот на словените. И Гриневич тоа фино го елаборираше, вика, ако може сега добро да го цитирам, нели? Он рече дека ако е санскритот препис на изворните веди, а има толку присутни словенски зборови, онда не е нелогично да се предпостави дека изворните веди се фактички словенски текстови, древно словенски текстови. Значи пред Кирил, пред збориме за антички период, збориме за оваква. Од друг аспект, овој документарец за мене е важен затоа што исто се поклопува со едно тврдење кое го изнесовме у книгата, тоа е дека пелазгите или пеоните или тие народи од тоа се фактички протословени. Значи он дефинитивно ја воведе во игра таа теорија, односно нели постојат две тези, официјалната нели е север-југ, но исто така постои ова исто така не помалку издржана теорија дека е југ-север. И од лингвистички аспект многу пологично е дека е југ-север, затоа што у лингвистиката тие пермутации кои се случуваат, фактички колку се посложени јазиците, толку се поголеми пермутациите. Например, според некои теории на лингвистичарите, јазиците со падежни форми и со темни вокали се понови јазици. Односно, падежите се последица на пермутации. Например, македонскиот јазик нема падежни форми и као таков е рангиран меѓу постарите јазици, иако официјално го сматрат за нов јазик, као, нели, според господинот Шашуле кој искочи, он е дериват некој периферен на словенските јазици. Значи, крајната цел ми е да кажем дека проблемот у кој грчкава политика, бранејќи ги европските интереси, ја заплетка Република Македонија, у суштина е проблем на науката. Он не е проблем на политиката. Политичарите немаат што да се расправаат со. Немам дури ни ја што да се расправам као академски сликар, нели? Меѓутоа, одбегнувањето на научната заедница да се соочи со ова, игнорирањето на професор Тентов, бариери у однос на други научници кои ги прават овие работи, мене као интелектуалец ме мотивира да влезам во оваа битка и да ги посочам овие проблеми кои што се реални и као што видовме од документарцев не тангираат само нас, туку го тангираат целиот практично словенски род. Затоа што ако се пелазгите протословени, ако е точна таа теорија, онда сите тези се, мислам, издржани кои идат у овој правец. Од друга страна ги гледаме тие манипулации, као например судирот Милер Ломоносов, што беше у документарецот, каде што им се наметнува на русите дека се шведи. Значи тоа е фактички културен империализам. Они им влегуваат, прво им монтираат човек у Руска академија на науки, тој истиот почне да ровари и изнесува тези кои се у корист на западната цивилизација. Второ, робувањето на догмата дека словените немале писменост пред 9 век, автоматски отвара простор за германизација на некои артефакти што се откриени као триполската култура, што ја споменава, или тие другите наоѓалишта таму Украина, дека фактички тоа некаква германска цивилизација или не знам како. Јас, например, сум сведок, еден професор американец, кој е од еврејско потекло, познат лингвист, македонист, извади една теорија овдека,
дека Кирил и Методи у суштина се евреи. Значи секој мкне на своја страна. Секој тера вода на своја воденица. Секој си ја тера на својата воденица. У суштина не може да се дојде до објективен научен поглед, затоа што очигледно дека на прво место доаѓа културниот империализам, значи наметнување на своите кодови цивилизацијски од една нација на друга нација, отколку трагање по вистината. Добро. Сега едно прашање кое произлегува од досега што го кажавме. Имено, оваа официјална историја која се уште е важечка, кој ја напишал и зошто се прикриени овие факти за кои што досега зборувавме? Кој може прв? Професоре Атанасовски. Сега, официјална и неофицијална историја, секој пат кај нас, барем после Втората светска војна, така било, се прави програма и ви дават програма по која што програма вие треба да направите учебник. Тоа и денеска така се. Која дава? Од министерствата доаѓаат и сега да конкурирате за учебник по историја за основно или за средно, прво ќе одите во министерството и ви дават програма. Еве, вие програмата, толку лекции од ова, историја толку од ова и вие според таа програма треба да напишете учебник. Сакате да кажете дека ова историја што е официјална пак е дојдена од некој политички центар? Па најверојатно, така е. Тето, зошто е тоа така? Зошто е тоа така? Во последниве години, откако ние го напишавме нашиот прв текст како резултат на нашата работа, многу работи осознавме, многу работи почнува да ни стануваат јасни. Ние придовме на целата оваа проблематика од еден друг аспект. Од аспект дека барем јас во мојата професионална дејност се занимавам со нешто што се вика безбедност и заштита на компјутерски системи. Во рамките на тоа еден дел е криптографија, односно шифрирање и дешифрирање. И ние тргнавме од една теза дека древните, или како што некои ги нарекуваат антички македонци, владееле со писмениот или најписмениот дел од планетата Земја во тој период 300 години. Ние не можевме да замислиме дека некој кој што нема своја култура, наука, писменост и така натаму и свој јазик може да владее 300 години со тој дел од светот. Може да владее кратко, потоа мора да прими некој обичај и така натаму и така натаму. И рековме ајде ќе направиме обид да видиме, да најдеме некој текст од тие древни македонци кој што ќе се обидеме понатаму без предпоставка никаква на јазик и така натаму, како што и треба во науката се приде, да видиме дали до кај ќе не однесе. Не однесе до таму кај што не однесе, ние можеме да кажеме сега дека сме понапред од другите кои што се занимаваат со ова подрачје во делот на воведување на систем. Знаците не сме ги измислили, ги има. Ние се решивме да го анализираме каменот од Розета како еден од најпознатите артефакти од тој период, но и како еден од артефактите за кои што имавме доста податоци по интернет. Можевме едноставно тоа да го најдеме и тоа беше наједноставната причина. Мнозина не критикуваа заради тоа дека сме не знам какви екзибиционисти, сакаме екзибиционизам, тоа да го направиме и така натаму. При тоа во своите критики отидоа до таму што предлага еден друг текст, тоа да биде за почеток, зашто тој текст не сме го ние виделе, заради тоа што наводно бил поголем. При тоа заборавајќи дека кога се пишува еден текст, имате две димензии. Димензија број на редови и големина на ред. Кога тие две димензии ќе се преточат, а нормално мора да бидат преточени за да добиеме конечна димензија, излегува дека сепак текстот на каменот од Розета е подолг и пообемен. Ни беше нуден каменот од Канопус. Ние си изработивме домашната задача и каменот од Канопус го обработивме и испадна дека има два такви текста кои што се разликуваат, иако во науката наводно постои само еден текст, ама не е така. Науката кажува дека има два такви текста.
осознаваме веќе сега, да речеме, може да кажеме, на почетоците бевме во прво оделение описменување и така натаму, сега сме веќе завршно основно, ако така можам слободно да се изразам, и веќе им понудивме на колегите од Александриската библиотека, реставрирана, каде што има голем број на артефакти од периодот на Птоломеите, кои што тие очигледно не може да ги датираат, некаде во периодот на Птоломеите од 600 години до завршувањето на римското владење таму. А ние точно читаме кој бил владетел тогаш, сега веќе го да речеме го дешифриравме и бројниот систем. За каменот од Розета имаме посебно прашање. Не, се во ред за околу историјата. Сега ќе ви кажам, се извинам за подолгиот малце вовед. И заради оваа наша работа најпрво бевме поканети од словенците, потоа од русите, сега веќе и од украинците, а и дел од пољаците. Она што можам да го констатирам дека кај словенските народи полека се јавува едно движење кое што оди кон тоа да тие некако се осознаат својата историја. И мислам дека нашиот проблем што го имаме со Грција, е само врв на еден леден брег, кој што го имаат сите Словени со нешто што се вика писменоста ја стекнале во 9 век. Сите некако натежнуваат, осознаваат дека писменоста ја има и пред тоа. Таа писменост ја имале, истата писменост имале и германите. Рековте дека сте контактирали со словенците и со украинците и со русите. Да, со каков интензитет е таа желба да исплива на површина дека не е писменоста на словените од 9 век, туку многу порано? Словенците долго време работат на тоа. Тие веќе редица години одржуваат годишна конференција во Љубљана со наслов Потеклото на европјаните. Станува збор за една група од еминентни научници, кои што меѓу нив има и лингвисти, но доминантно се нуклеарни физичари, хемичари, биолози, генетичари. Меѓутоа не е познати само во Словенија локално, него познати и меѓународно, кои што си ја тераат науката онака како што треба, со сите правила како што треба се тера наука, имаат сознанија. Ние од нивна страна бевме замолени да нашата методологија и нашиот приод го примениме на текстовите што тие ги имаат во изобилие, затоа што вика, според така ни беше кажано од една страна, според званичните методологии кои што ги употребуваат, добиваат некои преводи кои што не им изгледаат дека се до крај точни, односно спрема нивните зборови во тие текстови има премногу лични имиња, а текстовите не им се многу долги. Наша привилегија беше што имавме долг текст, па имавме зборови кои што се во различни форми, од еднина, множина, машки и женски род и така натаму, да не многу должам. Истото се случува и во Русија. Значи, тие 2008 за прв пат почнаа да зборуваат барем званично, бидејќи тоа беше конгрес организиран од државни институции, државен универзитет и Академија на науки за предкирилско писмо, предкирилска писменост. Дали со ова што го кажувате можеме да детектираме дека тој дух што се буди, да словените, без разлика дали се тоа македонци, срби, пољаци, руси, украинци, белоруси, сваќаат полека дека нивната генеза не е почнува од 9 век кога биле описменети, туку многу подолу во историјата. Пред се сваќаат, мислам, дел од политичките гарнитури, кои во да речеме, во стручната во стручните кругови, мислам дека одамна тоа некако тлее, само што официјалните да речем власти во Русија веќе изванично кажуваат дека најверојатно писменоста им е пред Кирил и Методи, барем така беше насочен првиот говор кој што господинот Путин го имаше како премиер при отварање на некоја изложба, не е битно.
сосема точно тоа го кажа. Дека писменоста ја бараат каде што ја бараат, дека имаат институции и дека тие институции ќе бидат ангажирани во тој дел. Во Украина се случува отприлика истото, во Белорусија исто така. Во Македонија што се случува? Па, видете сега. Ние во Македонија имаме еден, јас го согледам малку подруг проблем. Ние во сите научни подрачја, не е само во делот на историја и така натаму, некако во рамките на таа светска распределба на задолженија, не сме предвидени да се бавиме со некоја самостојна наука. И некако заради тоа и средствата ни се скратени. Со други зборови ќе добиеме готови решенија на маса и да ги прифатиме? Да. Па некако натаму ја гледам работата, барем во делот каде што јас работам во подрачјето, значи тоа е се компјутерски технологии и инженерство. Македонија не е предвидена како земја од каде што нешто како наука може да излезе. А сега зборуваме за други работи, не за компјутерски. Ама тоа се однесува и за другите. Значи просторот за научни истражувања некако се стеснува. Тоа се огледа и преку средствата кои што во рамките на државните институции се предвидуваат за научни истражувања. Значи, ние треба да направиме покрај делот на осознавањето и еден друг чекор. Тој чекорот колку сакаме да инвестираме во собствената наука и научна мисла.